Три години од идеја до реализација, со многу истражувања низ публицистиката и архивската документација, директни контакти со над 500 лица, некогашни вработени во Атом и негови блиски соработници, пријатели, сограѓани, политички истомисленици и противници, новинари, над 1000 прегледани и селектирани фотографии, многу часови поминати крај компјутерите во концептирањето и еве сега, на 21 октомври 2021 година, во најавтентичниот амбиент, авторите Јане Атанасов и Славица Цветкова, нам и на другите љубители на публицистиката ни ставаат на увид и не го даваат на дар својот заеднички труд, монографијата Тодосија Паунов, одречани до Македонскиот парламент. Почитувани, јас сум Ивана Карова, колешка по перо на авторите и водител на манифестацијата, на која преку искажувањата на рецензентите Крум Николовски и Доне Донев, присутните на промоцијата и авторите ќе се подсетиме на Тодосија Паунов, човекот кој остави трајни траги во развојот на општината Кочани и си обезбеди место во вечноста, но за тоа потоа. Го поканувам Мишел Ѓоргиев, директор на Атом Стел Кочани, како домаќин и организатор на денешниот настан. Повелете. Добар ден прво на сите. Големо задоволство и чест ми е што на 30 години имам можност да презентирам за една многу голема личност што за жал на денешно време тешко да се најде. Тешко да се повторат неговите дела. Од тоа што знам за покоен Тодос е дека од белешките што ги има најдено мојот татко, дека треба да одам по неговите стапки и неговите дела. За жал, премногу сум млад и уште е рано да стигнам кај неговите стапки, али со сигурност од озгоре ќе гледа дека иднина ќе го достигнам неговото и сигурно ќе го надминам. Јас сакам да ви изрезам моментално дека поради фамилиарна причина изгубив исто една личност, така да ова е момент што ми направивте сите да се чувствувам многу горд. И се надевам дека од озгоре тие две личности, мојот покоен Александар и покоен Тодос, се многу горди на оваа ситуација и на овај момент. Нема многу да зборам, само ќе се заблагодарам на сите што сте тука и ви обеќам дека од оваа фабрика ќе има многу среќни фамилии. Фала ви уште еднашка на сите. Ви благодарам, господине Ѓоргиев.
Почитувани, а сега ве препуштам на музичката номера "Учи ме мајко, карај ме како да ја земам" Лилјана, една од најумилените народни песни на Тодосија Паунов, во исполнение на Атанас Георгиев од Кочани и Бранко Мишев од Оризари. Пријатели на авторите, повелете. Во понатамошниот тек на денешниот настан, Ана Атанасов, внука на Тодосија Паунов и јас, ќе ви презентираме неколку моменти од животот и дејноста на Паунов. Повели Ана. Благодарам. На 14 јануари 1932 година, во ноќта, кога суруварите ги обиколувале селските мала во селото Речани, и на секоја порта ја пееле песната: "Домакине, добри гости ти дојдоа, добер абер ти донесоа." Во нивната песна, во малото црешната, се слеал плачот на новороденчето, кој пред да наврши 6 недели од животот на светото крштение во манастирот Свети Симеон Столпник во селото Костиндол од кумата Илинка од малото Бочинец ќе го добие името Тодосија. Тодосија е второроденото дете на Тодора и Филип Стаменкови. Филип во повеќе населени места во Соговијата го знаат како Иле Шумар, бидејќи бил шумар во шумско стопанство Паруца, задолжен за шумскиот фонд во атарите на селата Речани, Костиндол, Болаки и Небојани. За најблиските тој бил Ило или Иле, а народот го знаел како Иле Шумар. Според материјалната состојба, неговото семејство било средно имно, а според родолюбивоста надалеку познато. Кога Тодосија подпораснал малку, и тој, како и другите селски деца во тоа време, добивал задолжение. Деда ги истера кокошките кои влегуваат во амбарот и го колнат житото, или од нивата и бавчата. Деда налее вода од изворот, или пак да го варди добитокот.
За него трчкањето по кокошките било игра со прачка во рачето, а за родителите дека тоа е негов придонес во семејството и верба дека од него ќе биде работлив човек. Кога стасал за на училиште, не можел да му се радува на училишниот звон и наткаеното торбиче со книги, бидејќи во тоа време немало училиште во неговото село. А кога по завршувањето на Втората светска војна во малото Бочвенец било отворено првото училиште во ова село, тој веќе бил возрасен како прваче да седне во училишните клупи за да ја следе наставата на мајчин македонски јазик. Тој ќе ги испраќа и дочекува учениците од неговото село, а неговата душа ќе гори по ука. Пасејќи го добитокот од неколкумина ученици вклучени во образовниот систем, ќе ја научи азбуката, кириличното писмо и броевите, пишувајќи ги на земја или режајќи ги на дрвјата со ножето кој секогаш го носил со себе. За да научи латиница од време на време, во вечерните часови одел во училиштето Јоаким Крчовски, во училишната зграда, во дворот на манастирот Свети Симеон Столпник, во селото Костиндол, каде учествувал и живеел трканецот Лјупчо Минов. Бидејќи неговото семејство произведувало јаглен, тој често одел во Кочани и на 15 годишна возраст започнал да си го заработува лебот продавајќи јаглен, а на 16 годишна возраст станал курир во фабриката за целулоза и хартија во Кочани. Се запишал во вечерно училиште, во училиштето Раде Кратовче и на тој начин го оформил своето 8-годишно образование, а во учебната 1958-59 година во гимназијата со економски паралелки Лјупчо Сантов во Кочани била оформена паралелка во која возрастни и веќе вработени лица ќе се стекнат со средно образование. Школувањето траело 2 години, а се одвивало по скратена програма. Матурирале во учебната 1959-1960 година. По завршувањето на средното образование во училишниот центар Лјупчо Сантов во Кочани, Тодосија Паунов изразил желба за понатамошното образување, а неговата фирма му го овозможила тоа. На 10 октомври 1961 година со предпријатието Руен го склучил договорот број 3591, со кој бил ослободен од секојдневните работни обврски за да може редовно да ги посетува предавањата на економскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и при тоа да му исплатува стипендија во висина на неговата месечна плата, а по дипломирањето имал обврска да остане на работа во Руен уште најмалку 6 години. Економскиот факултет го завршил за неполни 3 години и се вратил на работа во матичната фирма. Додека студирал и по дипломирањето, тој неколку учебни години работел како вонреден професор во економските паралелки во средното училиште Лјупчо Сантов Кочани. Го предал предметот применето книговодство. Во 1968 година Тодосија Паунов конкурирал и бил избран за директор на предпријатието за јавен транспорт и шпедиција во Кочани. Предпријатието започнало забрзано да се развива, така што во 1972 година бројот на работниците изнесувал 355 редовно вработени и 70 работници кои по тогашниот модел на совладување на работни вештини како ученици во стопанството работеле во него. Капацитетот на товарните возила се зголемил на 2000 тони, а патничкиот на 1000 седишта. Недостатокот на квалификувани возачи, директорот го решавал со поднесување на барање до секретаријатот на Народната одбрана на СРМ за регрутирање на повеќе војници во автоединиците на тогашната ЈНА. Зголемениот бруто приход и остварената добивка овозможиле работниците да добиваат повисоки плати. Во тој период, ова предпријатие отворило своји представништва во Белград, Загреб и Скопје. Ова предпријатие, благодарејќи на работливоста и визионерството на Паунов, ќе расте и ќе се развива и ќе стане респектабилен стопански субјект, не само во Европа, туку и пошироко. Ви благодарам. На 14 април 1982 година делегатите од трите собори на Собранието на општината Кочани на заедничката седница за председател на Собранието на општината Кочани го избрале Тодосија Паунов со мандат од 2 години, а за подпредседател Димитар Адамов, директор на РО Жито Орис во Кочани.
Пред овие собраниски избори, мандатот за председателите и подпредседателите на општинските собранија траел 4 години. Тој должноста ја примил на 15 април од доктор Иван Серафимов, кој на оваа функција бил 2 мандати по 4 години. Веднаш по неговиот избор, заедно со неговата администрација и со председателот на извршниот совет на собранието магистар Иван Иванов Балшо, долгогодишен генерален директор на РОЕН, се зафатиле со реализацијата на повеќе инфраструктурни проекти со кои буквално ќе му го сменат лицето на градот. Парламентарните избори 1990 година се првите парламентарни избори што се одржани во Република Македонија, тогаш се уште Социјалистичка Република Македонија, по воведувањето на политичкиот плурализам. Изборите се одржаа според мнозинскиот изборен систем, при што територијата на Републиката беше поделена во 120 изборни единици. За пратеник во македонскиот парламент од изборната единица 34, Тодосија Паунов бил избран како кандидат на Сојузот на реформските сили на Македонија и младата демократско-прогресивна странка Одина. И на вторите парламентарни избори, одржани есента 1994 година, повторно беше применет мнозинскиот модел. Во Кочанско се гласаше во изборните единици 32, 33 и 34. Тодосија Паунов како кандидат од коалицијата СДСМ, ЛП и СПМ за пратеник беше избран од изборната единица 34. За него се определиле 2126 или 51,27% од запишаните во изборниот список. На 6 јануари 1998 година ќе престане да чука срцето на Тодосија Паунов. Починал на големиот христијански празник Бадник. Погребан е на градските гробишта во Кочани на Божики. Во народот постои верување дека праведниците и луѓето кои биле честни и правеле добрини во Царството Небесно заминуваат на големите христијански празници. А тој беше токму таков. Чесен, искрен, работлив, човеколюбив, а поделата што ги создаде во текот на неговиот живот е вечно врежан во меморијата на оние што го познаваа. Ви благодарам. Почитувани, сега на потек се рецензентите Крум Николовски од Делчево и Доне Донев од Кочани да ни го презентираат своето видување за монографијата. Во ред, професорот Доне Донев е одсутен. Повелете, господине Крум Николовски. Сите благодарам. Авторите Славица Светкова ја знам година и пол, а ја, односно Јана Тарасов го знам 45, а може би повеќе. Тој од Костидол, а ја од Косово, да, Делчевско. Се знаем од студентските населја. Ова моја рецензија е кратко видување за нивното авторско дело, а најпрво гледам на врвот на зградата што ја направи Тодосија Паунов, израснало само дрво. Може би тоа е знак дека еден ден пак ќе се стане зелена ова зграда, односно нова, убава. Сега како така буди некои можливи спомени. Тешко, многу тешко е да се најдат соодветни зборови за да се направи портрет на безвременскиот Тодосија Паунов. Сепак мајсторите на перото Славица Светкова и Јана Атанасов со многу труд и умешност го сториле тоа во оваа монографија. Самиот наслов Тодосија Паунов одречени до македонскиот парламент кажува се, но да се напише само мал дел од неговиот живот и дело требаат стотици и стотици страници текст, а овде има 210. Може би 10 пати помалку колку што може да се напишат. Селото Речени, низ кое поминуваат Црна и Бела река, даваат пророчка символика на неговиот животен пат, послан со трњи и рози. Денот на неговото раѓање е посветен на празникот Свети Василий Велики, како да навестува дека сиромашното и со крепко здраве дете еден ден ќе стане велик стопанственик, чие име ги надминува не само овие простори, туку и пошироко. Авторскиот тандем во најситни детали го насликал родното Речени и малото Црешната.
на кој бил горд целиот свој живот. Го зел презимето на дедо му Паул, птица со сите можни бои, символично како и неговите работни одлики и знаења. Во многу тешки животни услови успел да се стекне со основно образование, иако до својата 12 годишна возраст бил неписмено момче. Работел и во исто време се стекнал со средно и високо образование, веројатно единствен од неговата генерација. Во тоа време ретко можел да се најде човек ентузијаст како него, непомирлив во се, човек за кого немало несовладливи пречки. Со својот огромен труд и знаење помогнал или ги исправил на нозе индустријата Руен и фабриката за целулоза и хартија. А од обично сосема непознато транспортно предпријатие го создал гигантот Ројс Атом, Кочани, чија преподнасливост ги надминува републичките и тогашните сојузни југословенски рамки. Авторите на монографијата најголем простор дале на почетокот, подемот и падот на Атом, Кочани, кој нешто се поистоветува со животниот пат на Паунов. Од сосема беззначајно транспортно предпријатие, Паунов успел да создаде гигант, за тоа време со невидени размери. За неговата успешна работа и раководење беше награден со голем број општински, републички и сојузни награди и одликувања. Тој никош не бил салонски директор, како човек од теренот и секош на прво место му било да собере што поголем број на образовани работници. Во својот зенит Атом имал над 1500 вработени, кое било нешто незамисливо за нашите локални и пошироки простори. Како резултат на неговиот несомнено огромен придонес за растот на Руен, фабриката за целулоза и хартија и гигантот Атом, Паунов е избран за председател на собранието на општина Кочани. Неуморниот Паунов за својот мандат од само 2 години успел да реализира голем број крупни инфраструктурни и јавни објекти. Овде ќе најдам само улицата 29 ноември, здравниот дом, средното стручно училиште, затоа што нивниот број е толку многу голем, што е потребен голем простор да се наврат. По завршување на мандатот се вратил во Атом. Веднаш против него започнуваат византијските политички игри, чија главна цел е неговата деградација. Тоа е период кога општинските моќници под изговор дека се нарушени самоуправните права на работниците ги отстрануваат успешните директори и на нивни места поставуваат принудни привремени управници, луѓе кои немаат никакви стопански познавања. Големината на Паунов се гледа и во неговото лично оддалечување од чедото, давајќи оставка од 19 годишната директорска функција. Не можам, а за него да наведам цитатот на авторите Славица Цветкова и Јана Атанасов, кој преку маркантниот објект, управната зграда на предпријатието, со неколку реченици брилјантно го опишаа подемот и падот на Атом. Стои зградата нагризувана од забот на времето и кратците, како нем сведок на едно време, кога во неа, покрај неа, минувале работници од тогашниот гигант Ројс Атом, кои со својот труд придонесувале за својот личен стандард и опстанок за стандардот на граѓаните во Кочани и Кочанско. Во монографијата авторите го следат и животниот пат на Теодосија Пунов, кој од 990 до 998 година од 2 мандати беше пратеник од Кочани. На крајот се дадени лични кажувања за големиот подух, знаење и енергија, како и пораст, но човек со огромна енергија и ум од неговите деца, роднини, пријатели, соработници и обични работници. Нивните автентични кажувања даваат јасна слика за тоа каков родител, работник, стручњак, човек, другар бил. Авторите Славица Цветкова и Јана Атанасов со својот несомнено литературен талент во својот труд сликовито како на гоблинов вес им го предочуваат на читателите животниот пат на Теодосија Пунов, Делчево, 20 јули 2021. Ви благодарам. Следува мал одмор од говорењето со втората музичка numera изникнало криво крушче медено.
А сега збор имаат виновниците за денешниот настан. Славица Цветкова и Јане Атанасов повелете. Стојам. Останало од времето кога работам во училиштето. Требаше прво Јане да зборува, затоа што идејата за ова книга е на него. Меѓутоа, тој многу го знаел бонтонот, па ме пусти мене. Јас да кажам неколку зборови за книгата и за текот на незиното настанување. Значи, пред неколку години Јане Атанасов ја даде идејата заедно да направиме книга за Тодосија Паунов. Имавме среќа и двајцата да го познаваме човекот. Значи, не ни требаше многу некое убедување, на мене не ми требаше некое убедување за да се зафатиме со книгата. Знаевме и двајцата бевме свесни дека тоа ќе оди малку потешко, затоа што за да се расветли ликот и делото на Тодосија Паунов требаше време, а и ковидот беше тука што не запре во нашите истражувања. Како и да е, Ивана во својата најава кажа дека користевме теренски истражувања, што би се рекло посети на домовите, средби во кафеаните, на работните места, на лица кои што го познавале Тодосија Паунов и биле свидетели на неговата работна и политичка ангажираност. И користевме архивските фондови на Собранието на општината Кочани. По архивот на Македонија најдовме податоци за Тодосија Паунов како политичар. Ке видите во книгата поместивме и стенографски белешки, контактиравме со многу и политичари и што сме направиле ке оцените вие. Јас тука запишав како по еден редослед би ги презентирала податоците за книгата. Значи, издавач на книгата е печатницата Европа 92 Кочани и за цело време нејното создавање се одвиваше под стручен надзор на директорот Ратко Димитровски, кој можам да кажам дека си е мајстор на занаетот и ни помогна книгата да биде така како што е и мислам дека е успешна. Им благодариме и на Ратко Димитровски и на сите работени во печатницата Европа 92. Тие се позната и докажена издавачка и печатарска куќа. Посебно ми е чест и гордост што имав можност тогаш за прв пат да го запознам и да работам со Теодосија Паунов, внукот на Тодосија Паунов. Иако тој не знам дали ќе сакаше да работи со мене, затоа што сум јас малку напорна и го удавив. Те ова да го направиме, те она да го направиме, нека ми прости, еве барам извинување пред сите, нека ми прости ако
нешто сум го преоптеретила со моите пари. Лектор на книгата е нашата колешка Евангелија Цавкова. Благодарна си до неа, ме ја гледам, иако бети вика ќе биде тука. Во книгата ќе сретнете мал текст на англиски јазик, повторно фамилиарна работа, ни го преведе Марија Атанасова, ќерка на Јане Атанасов, и благодариме и на Марија. Крум Николовски е тука до мене, веќе втор пат рецензира труд каде што јас сум учесник, самостојно или вака во тандем. Му благодарам за убавата рецензија. Му благодарам и на професорот Доне Донев, кој што еве го нема. И тој е еден од рецензентите. За создавањето на книгата ние контактиравме со многу луѓе, од кои дознавме дека Тодосија бил човек со доблести и мани, имал пријатели и непријатели, имал политички противници или истомисленици, и дел од кажувањата ги поместуваме во книгата. Оние што ни дава информации, меѓутоа имаше значи многу, оние што ни дава информации, меѓутоа не сакаат да бидат авторизирани, не ги ставивме нивните искажувања. Во секој случај им благодариме и на едните и на другите. Помоста беше голема. Со Јане Атанасов вложивме труд и финансиски средства од нашите домашни буџети. Затоа имавме и некои замерки дома, ама ние сме такви, мора да не трпат. Но за да се оформи книгата, помош побаравме и добивме од локалната самоуправа на општината Кочани, од Руен Инокс автомобиле до Кочани, Европа 92 се јавува и како помагател на финансискиот дел, Автокомерц Кочани, Томко ДО Сток Кочани и Атом Стел Кочани. Вчера не информира дека кесето го одврзале и пензионерите, така што некој денар ќе дојде и од таму. Им благодариме на сите и што не поддржаа во нашата работа, и на сите им пожелуваме успешна дејност. Ја не ме опоменува да не испуштам некого, внимавам. Значи, ве поздравувам сите, среќна сум со следите. Посебна благодарност упатувам до нашите колеги од Струмица, кои дојдоа малку покасно и еве вака си трпеливо си стојат. Ќе седнеме после некаде, ќе надоместиме за тоа. Благодарам на Атом Стел Кочани. Ние со Јане колку толку се навикнавме да пишуваме по нешто, да создаваме. Меѓутоа, околу организацијата за ваквите настани не сме вични. Но затоа бевме спокојни кога уште со првиот контакт со татко му на Мишел рече: вие не се секирајте, просторот е баш, организацијата е наша. Значи, благодарам и на Мијалче кој е одсутен, меѓутоа и на Мишел и на неговиот тим кои се потрудија да создадеме амбиент за да ја реализираме промоцијата. Не знам дали испуштив некого, некоја благодарност, меѓутоа знаете дека на сите ви благодарам од моје име, а и ја не ќе продолжи натаму. Сакам да ви кажам дека од разговорите со семејството, со современиците на Тодосија Паунов, дознавме дека тој бил и голем хуманитарец. Меѓутоа, никогаш јавно тоа помагал. Значи, изградба на објекти, на луѓе, за лекување, меѓутоа, никогаш тоа не го потенцирал. И ние, јас и Јане, решивме дел од книгите
да ги понудиме по промотивна цена од 150 денари и средствата да ги намениме во хуманитарни цели, меѓутоа нема да кажеме сега во духот на Тодосија Паунов кому ќе му ги даме. Јас толку од мене ви благодарам уште еднаш. Отворени сме за сугестии, за критики, тука сме, не бегаме. Повелијан. Почитувани присутни, првен да прашам се слушаме ли сите? Се слушаме. Стави да спомна дека требало јас да бидам прв, меѓутоа јас сметам дека е правилно оној кој поштал прв да заврши. Значи јас ја дадов идејата и еве јас ќе бидам последен говорник во овој официјален дел, а после вие ќе имате право на дискусии, укажување и забелешки евентуално. Своето кратко обраќање ќе го започнам со една вистинска приказна. Приказна за двајца оперски пејачи, Пласидо Доминго и Хозе Карерас. Тоа се шпанци, познати реков оперски пејачи тенори, кои во 1984 година поради политички разјаидувања се скарале. Се скарале до тој степен што станале крвни непријатели. Непријателството одело до таму што кога некој од нив гостувал во некоја друга земја надвор од Шпанија, бидејќи реков и двајца се шпанци, во договорите што ги исклучувал за гостување со домаќините, ставал клаузула по која на неговиот противник му било забрането гостување во таа земја. Ето толку длабока била таа нивна омраза. Неколку години после оваа кавга нивна, Хозе Карерас се разболува од леукемија. Тешка болест, знаеме, тешко излечлива, за чие лекување требало многу финансиски средства. И тој за кратко време ги потрошил сите своји финансии со кои располагал. И во таква една очајна ситуација кога останал без пари, а се бил болен, случајно дознал дека во Мадрид, главниот град на Шпанија, има некоја си фондација која ги помага луѓето кои боледуваат од леукемија. Се обратил до таа фондација со молба да му помогнат. Молбата му била услишена, пари му биле одобрени, го продолжил лекувањето и за негова среќа и за среќа на љубителите на операта се излекува. Се вратил на сцената, почнал да настапува, почнале да стигнуваат хонорари, финансиски закрепнал и тогаш решил да донира и сам во таа донација која му помогнала да се излекува. Припремајќи ги документите за донација, дознава дека основач, главен донатор и директор, односно председател на таа донација е неговиот непријател Пласидо Доминго. И наскоро на еден свој концерт во Мадрид забележува дека некаде во последните редови од салата седи Пласидо Доминго, неговиот непријател, кој му помогнал да се излекува од болест. Хозе Карерас го прекинува концертот, приоѓа до Пласидо Доминго, му клепнува на коленици и го замолува за прошка. Пласидо Доминго станува, го гушнува и од тогаш почнува нивното ново, трајно, вечно пријателство. Откако новинарите дознале за ова, го прашале Пласидо Доминго како тоа си формирал фондација со која му помогаш на твојот непријател. И знаете кој бил неговиот одговор? Без разлика на нашите меѓусебни односи, гревота е да дозволиме да замине еден ваков талент, оперски талент. Ке ми извинете за ова малку издигување од темата. Меѓутоа сакам да ви кажам дека овој увод беше наменски, бидејќи наоѓам некои допирни точки со оваа приказна, допирни точки со мојот однос, односно нашиот меѓусебен однос помеѓу мене и Тодосија Паунов. Него прв пат во живот, за него знаев уште од дете, меѓутоа прв пат во живо го сретнав од едни многу невообичаени околности. Имено, бев приведен од страна на тогашната милиција, денеска полиција, на разговор во неговиот кабинет во општина Кошани. Кога тој беше председател на општината, она што денеска се нарекува градоначалник. Причината за тоа спроведување беше банална, немаше
потреба од тако нешто, меѓутоа ете некои смислите дека така треба да се постапува, така се случи. Разговорот што се водеше тогаш нема да ви го прераскажувам, го имате во книгата и си го прочетете детално. Само ќе кажам дека со таа постапка ми беше нанесена неправда. Невин бев проведен со полиција. Се почувствував многу навреден, ми беше повредена суетата. Меѓутоа, еве е врската со претходната присуда. Меѓутоа, нанесената неправда и повредената суета не ми го замакли погледот. Напротив, трезевно и јасно гледав и гледам на делото што Тодосија Паунов го остави за себе. И сметам се уште дека поради тоа, сето тоа што го направил тој за копање на општината, заслужува да му се изгради спомен. Како што спомна и Славица, јас еднаш пред неколку години и јавно го изнесов тој мој став, меѓутоа никој не пројави интерес да направи некаков споменик. Затоа решив тој споменик да го направам јас. Јас не знам да правам споменици од мермер, ама знам да пишувам. И затоа одлучив тој споменик да изгледа така. Голема благодарност до Славица, што веднаш откако ја слушна таа моја идеја, ја прифати, и не само што ја прифати, туку го изнесе поголемиот дел од товарот околу обезбедувањето и обработката на материјалот кој е поместен во книгата. Колку бил тежок тој пат и колку била обемна таа работа, спомна таа, а прочитаа нешто и презентерките. Затоа јас нема пак да се навраќам на таа тематика, само сакам да, кој ги спомнав презентерките, да кажам една работа. Едната од презентерките носи исто презиме како јас, Атанасов. Колешката спомна дека преводот на англиски од ќерка ми, па сега да не помислите веднаш на непотизам, на фамилиарност. Ова господи или господица што презентираше овдека не ми е никаква роднина. Таа, како што беше напоменато, е роднина на човекот поради кој сме соберени денес овде, внука е на Тодосија Паунов. Свесен сум, како што беше испоменато претходно, дека за Тодосија Паунов има да се пишува и кажува многу. Многу повеќе од ова што е поместено во книгата. Дел од материјалот што го имавме, односно кажување на луѓе кои имале контакти со него, поради нивно барање не е поместено во книгава, меѓутоа веројатно има и некои други работи кои не сме го осознале на време, затоа стоиме на располагање сите вие присутни овде или оние што дополнително ќе ја добиете и прочитат книгата, ако имат некои своји укажувања, забелешки или било што, да не ги сервираат, ние ќе ги забележиме кога да сме живи и здрави. Веројатно оваа книга ќе доживее некое ново проширено издание и па тие работи ќе ги поместиме овде. Благодарност за Славица ја кажав, уште еднаш ја повторувам, благодарност за сите други кои на било кој начин го поддржа и го помогна создавањето на оваа книга. Беа кажани исто така, јас нема да ги набројувам поединечно, само ќе кажам дека се придружувам кон нив. На крајот благодарност до сите вас што ме слушат. Еве музичарите, Славица ме посетува, ќе заборавив, ајде. Ви благодарам. Почитувани, сега е моментот за вас. Ве молам, доколку сакате нешто да кажете за делото, повелете сега или тоа ќе го сторите во времето на коктелот подготвен од домакините. Ако има некој нешто да каже, сега е време. Тогаш може да им честитате на авторите и ви благодариме на присуството и повелете на коктелот. Ja,